Филипински министер тестиран позитивен за коронавирус 5 месеци по првото диагностицирање, соопштија денеска властите, додека експертите испитуваат дали е можно тој повторно да се зарази. Министерот за внатрешни работи Едуардо Ано, предводник на борбата на Филипините против коронавирусот, рече дека е тестиран позитивен на коронавирусот во саботата, откако минатата недела имаше слични симптоми на грип. Му беше диагностициран коронавирус во март, но потоа не покажа знаци на болеста. Студиите покажуваат дека заразените луѓе развиваат антитела околу една недела по инфекцијата или почетокот на симптомите, но научниците се уште се сомневаат дека телото создава доволно силен имунитет за да се одврати од напад на нов вирус или пак колку ќе трае ваквиот имунитет. Против кандидатот на Александар Лукашенко на председателските избори, Светлана Тихановска, изјави денеска дека е подготвена да стане национален лидер. Јас сум подготвена да ја преземам одговорноста и да действувам како национален лидер со цел да ја смирам ситуацијата во земјата и да ја вратам во нормален ритам, нагласи таа во видеопораката објавена на каналот YouTube. Во исто време, таа бара ослободување на сите политички затвореници, како и подготовка на правна рамка и услови на нови председателски избори што ќе бидат признати од меѓународната заедница. Американската управа за храна и лекови го одобри на медицинскиот факултет тестот на плунка за медицинска помош во итни случаи за откривање на COVID-19, кој што беше тестиран на играчи и персонал на Националната кошаркарска асоциација. Петиот тест на плунка за COVID-19 одобрен од ФДА не бара Брисел и уред за собирање и користи плунка на лица за кои што постои сомнение дека имаат коронавирус. Комесарот на ФДА Стивен Хан тестот го нарече револуционерен поради неговата ефикасност.